Напуштањето на помалите места во последните години стана секојдневие. Се почесто слушаме како младите својата иднина ја гледаат надвор од родното место или во поголемите градови, барајќи подобри можности за работа и подобра перспектива, но не е секаде така. Ова најдобро го потврдуваат младите од струмичкото село Куклиш. Иако тука, најголемиот дел од населението, па и поголем дел од самите млади, секојдневно се занимава со напорна работа во земјоделството. Тие сепак наоѓаат време и начин самите да се организираат и да ја чуваат културата, традицијата и фолклорот. Главниот виновник за ова позитивно движење е културно-метничкото друштво Браќа Минкови. Ова друштво е местото каде што младите ги заменуваат секојдневните обврски со игра и песна. Наместо пред екраните и телефоните, тие своите вечери ги поминуваат во салата, каде што се дружат, учат нови кореографии и создаваат силни пријателства. Културното метничко друштво Браќа Минкови постои од 1972 година. Јас сум член на друштвото од 2011 година, па се до ден денес. Можам да кажам, со мојот колега Томче Крстев имаме спремено околу 4-5 кореографии. Броиме некаде околу 70 члена. Од овие членови ги офаќаме и малите деца, како што спомнавме, сме дел и ние ги вежбаме малите деца со моја помош и помош на моите колеги играорци што играме заедно во големата група. Иако секој од нив има своји обврски во училиште, на факултет или пак на нивите, кога ќе започне пробата, се друго се заборава. Под водство на нивните раководители, тие секојдневно ги усовршуваат сложените македонски ритми, свесни за тежината и вредноста на народната носија што ја носат на себе. Фолклорот е повеќе од песна и игра за мене, значи преку фолклорот ги пренесуваме историјата, културата и обичаите на нашиот народ. Значи, фолклорот треба да го пренесуваме секогаш на помладите генерации и да го негуваме. Јас сум член на ова културно-уметничко друштво веќе 3 години. Немав многу искуство со играњето, но имав голема желба. Исто така, откако се вчлени во ова друштво, стекнав многу пријателства, многу дружби, што претходно можеби не сум ги имала толку. Кога сме на проба, не мислиме на телефоните и на социјалните мрежи, туку се впуштаме во игра, во смеа, во дружење. Но креативноста на овие млади луѓе не застанува само на сцената. Од неодамна, во рамките на друштвото функционира и ликовна работилница. Преку неа, дел од членовите ја искажуваат својата уметничка страна и креативност, создавајќи вредни уметнички дела. Овие творби, потоа како уникатни и рачно изработени подароци, им ги предаваат на друштвата домаќини каде што гостуваат, оставајќи траен белег од нивното пријателство. Во културно-уметничкото друштво сум веќе 2 години. Една новост во нашето друштво е тоа што отворивме ликовна работилница, каде што дел од нашите играорци се вклучени и се занимаваат со сликарство. Идејата произлезе од тоа што решивме да носиме свој уникатен подарок, односно спомен за играорните друштва, односно културно-уметничките друштва, каде што ќе гостуваме, односно сликаме најчесто нивните логоа. За младите од Куклиш, Кут Браќа Минкови не е само салата за вежбање, туку прозорец кон светот. Преку патувањата и меѓународните фестивали, младите имаат можност да запознаат нови култури, да видат нови земји и да создадат спомени кои ќе се паметат цел живот. Она што е најважно, тие со гордост ја представуваат македонската традиција на фестивали низ целата држава, но и надвор од неа. Каде да се појават, предизвикуваат воодушевување кај публиката, оставајќи ги без зборови сите што ги гледаат нивните настапи. Нашето друштво има настапено на повеќе фестивали во Европа. Имаме настапено во Бугарија, во Србија,
Во Германија сум бил, во Синделфинген, во Швейцарија сме биле и во Босна и Херцеговина. Пред се, ние овде сме заедно како една фамилија. Постојано некаде гостуваме, патуваме на најразлични места. Сме биле во повеќе држави низ Европа. Минатата година бевме во Черноморец, Бугарија, бевме во Босна и Херцеговина, во Србија и други држави. Во време кога се зборува за пасивност на младите, играорците од Купри што својот пример ги рушат сите стереотипи. Тие покажуваат дека руралната средина не е пречка, туку може да биде и предност кога се има јасна цел и слога.